И јас сум умно дете. Сезона 2. Во ова видео сакам да ви представам неколку идеи кои јас ги применувам кај моето умно дете, уште од бебе, да вродам љубов кон книгите. Прво од бебе, па и секогаш е многу битно повторувањето. Не за џабе велиме, повторувањето е мајка на знаењето. Додека се мали, повторуваат зборови и кратки фрази. Например, во книга наменета за броење, кажувајте само пиле, пиле, пиле и покажувајте на секое пиле. А добра идеја е со неговото прсте да покажувате на секое пиле, па понекогаш и броите. Но додека се мали, подобро е повторувањето, отколку кажување броеви. Истото може да се примени и во учење на боите, например, повторувајте црвено, црвено, црвено мече, црвена риба. Како втора идеја е ономатопеја, што значи имитирање на звуци од животните. Кога ќе порасне, поттикнувајте прашања и одговори. Како прави кравата, мачето и така натаму. Трет и омилен трик на мене и на моето дете е оживување на ликови, акции и звуци од околината. Еве неколку примери. Например, качување по скали направете со прстите, како да некој човече оди по скалите. Друг пример е тропање на тапан, а потоа кажете му на вашето дете: ајде сега и ти повтори и тропни на тапанчето. Друга идеја е летање на пчела, птица, имитирање на нивните звуци како бзз. И повторно играјте со прстето на детето да следи правец на движење на птица или инсект. Друга идеја е да вродите некои имитирани гестови, како например како прави звончето. И така секогаш ќе поврзува звонче и звонење на звонче со тој гест, дури и во секојдневието. Друга идеја, например, може да, ако има некоја врата на сликата, чукнете, како да чукате на врата, и кажете: ајде сега ова животно да излезе, ќе ми отвори вратата. Чук, чук. Во овој дел јас би вовела и една подсекција интерактивни книги. Ево овие нека бидат пример, но може да се прават овие активности во нормални книги, доколку не сте во можност да најдете такви, секако може да се игра и со секоја книга. Например, во оваа книга за градинарство, каде може да собирате овошки во кошница, а потоа божем да ги јадете. Можете да ја чистите градината и да ја наводнувате. Други интересни книги е кога бараат од децата да направат нешто во книгата, па така, например, во оваа книга бараат да го облечат зајко во пижами, да му ги измијат забите, да го голицкаат, да го покријат и да му исклучат светлото пред да спие и да му кажат добра ноќ пред да си легне зајко. Овие акции може и во било која друга книга да ги испробате. Друга идеја е, например, кај книгата на диносаурси, може да имитирате звуци и кој диносаурс лета, кој плива и слично. Друг начин е со прашања и, например, има такви книги кои што прашуваат едноставно прашање со одговор да или не, што не е многу напредно, но за мали деца од 1 до 2,5 години може да биде
интересно, бидејќи ќе ве разберат секако. Пример, оваа книга е Дали кенгурот бебе има мама, и тие секојаш треба да кажат да за секое животно дека има мама. Од тој тип е и оваа друга книга, Каде е Спот? Спот е во ормарот? Не да кажат, или само ти кажат не. И колку што може да излечете зборови од нив, толку подобро да не е. Во кошницата, Каде е Спот? Веќе кај 3 години прашањата се прошируваат со каде има птица и тие покажуваат, ги наоѓаат сите, поединечно доколку ги има повеќе. Кога ќе е подпораснат, може да ги прашувате секакви прашања смешни, дури и они ќе ве поттикнуваат на интересни разговори и понекогаш дури ќе ве подзамислат. Потоа прашањата стануваат се потешки за нив, например, кој број е овој, да ги повторуваат, да ги покажуваат со прстите од бројот 1 до 5. Исто така прашање може да бидат за боите. Што е црвено? Што е сино? И секако со тек на време треба да кажуват и што повеќе глаголи, што нас малце потешко ни иде, но книги каде што има активности се многу битно. Например, што прави птицата? Лета. Што прави чичкото? Вози трактор. И така доаѓаме до уште еден тип на пристап, а тоа е броењето. Колку има птици и повторно да ги бројат и бараат со нивните прстиња. Ова беа неколку мои идеи. Пишете ни ги вашите пристапи. Сигурно и нешто испуштив, а и секако имам уште да учам на оваа тема, особено на говорни способности кај децата. Па така и за се друго што би сакале умно дете да подготви за вашите умни деца. Пишете ни и се надевам ви беше од корист. Чао!